Збор побара пратеник Слоза Грчева, повелете. Почитувана председателка на комисијата, почитуван министар, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми. Ако на министерот овде му требаше чаша вода за да ни објасни со сува уста ова што е ставено на хартија, мене веројатно ми треба чаша ракија да го преживеам овој ден. Пред нас е, откако го среди оваа влада, основното и средно образование на начин што ги казни учениците со екстерно тестирање и наставниците со намалување на плати, еве од 1 јануари веќе оваа тура нова ќе има смалени плати, реши да посегне по високото образование на еден многу дрзок, многу подмолен начин. Но разликата е во следно, драги мои. Овој закон е вонуставен. Се работи за универзитет со загарантирана автономија и загарантирана не само тоа, академска слобода. Значи, овде, ова е оревот од кој што оваа влада конечно ќе си ги скрши забите. Ако јас во еден момент пред премиерот, поставувајќи прашање, декларирав дека од 2008 година наваму овој закон донесен за високо образование е турлитава, македонското познато јадење, денес слободно можам да кажам дека се претвори да немаше неколку членови, ке рече фурне без салата, меѓутоа не, тоа е алкатрас за македонското образование. За прв пат воопшто во праксата на модерните држави, како што ни се фрлаше привид дека е Македонија, ние имаме декани кои што ќе бидат од 1 до 3 години казнети, имајки казнени одредби во казнени закони. Овде за прв пат ќе влезат во затвор деканите на автономната институција наречена универзитет. Замислете. Овде некој ќе си дава за право по собствени критериуми од 10.000 до 30.000 евра да дава казни на високообразовни институции и потоа да ги затвори високообразовните институции. И нема да ги затвори оние кои што они ги отворија, кои што си извор на ужасен неквалитет, не по вина на студентите, бидејќи први оштетени по таа линија се студентите, туку по нивна вина тие ќе стават, ќе казнуваат и ќе апсат декани и ќе затварат институции. Овој закон е антицивилизацијски. Магна карта е подпишана од над 300 универзитети и таму е јасно дефинирана автономијата на универзитетите, без разлика дали се работи за државни или приватни универзитети. Тоа што државата дава пари во државни универзитети не значи дека смее воопшто да се меша во начинот на подучување, учење, испитување, предавање, истражување и така натаму. Таа е должна во интерес, бидејќи тоа е јавна дејност, да ги финансиски поддржува и да бара резултати. Резултатите се мерливи. Направив, кога прашав пратеничко прашање, на кое што министерот не беше таму да ми одговори, и веројатно беше тоа режија да премиерот ми одговара, зошто на свој плеќи студентите да го поднесат овој крах на нашето евидентиран, пазете, ја не сум го евидентирала, тие тврдат сега, дека нивното образование, кое што го водат цели 8,5 години, крахирало. Јас не можам да верувам во таа теза и не ја взимам априори, бидејќи мојот научен ум кажува дека за се мора да постои анализа и доказ. Но еве да земеме дека е тоа така. Ајде да видиме зошто е тоа така. Реков, дел од крахот на ова образование, условно кажано, е неуспешниот закон 2008,
Апсолутно екстензивното образование, факултет, универзитет на секоја ливада, само со креде и со табла, без професори, акредитирани огромен број на студиски програми со лажно заведени визитинг професори и нивните портфолија, а потоа тие уопште не се појавуваат. Па зарем во Македонија смеете да го испитате студентот од електротехничкиот факултет во Источна Македонија, кај ли беше таму Радовишни Кочани, па тој веднаш знаеме дека не треба да е факултет, па таму основна електротехника држи рударски инженер. Каков квалитет? Студентите дали ги положиле предметите, па тоа е тотално ирелевантно. Овдека неколку пати се потенцираш, имаме храбра влада, па не сакам ја храбра влада да имам. Храбар треба да биде некој планинар, што ризикува, може и ќе падне од планина. Мене ми треба нормална влада. Мене ми треба влада образована. Образована повеќе од мене, пазите, тој ми е влада. Не можам ја на мене да се учат и на моите студенти да се учат недоветни министри. Ве молам. Ако е некој за екстерно тестирање, само министрите и целата влада комплет е за екстерно тестирање. И тогаш би побарала сугестија не од 500 шангајски универзитети, него само од првиот. Како смеете да си дозволите, како смеевте да му дозволите на тој одбор за акредитација и евалуација, кој што го споивте, пазите, по пример, кадија ве тужи, кадија ве суди. Значи, оно што акредитира не смее да евалуира. Вие го споивте тие две тела во едно. За да може лесно да акредитирате и да викате ова е супер. Супер, отворено на ливада, супер. На следната ливада има таму бачило. Таман може 2 училници, бутни таму студенти. Па вие ги осакативте тие студенти, бре. Достап на сите до образование, да, новоцентри што им пружаат образование, а не образование, па сега ќе ги казнувате. Ги спојте, зашто не ги натеравте, еве, тој одбор што го спојте, зашто не изведуваше нормална надворешна евалуација секоја година? Зашто? Зашто не изведуваше нормална надворешна евалуација? Знаете зашто? Бидејќи не знаат како, кој ги научил нив, како се прави, тоа е наука, струка како се прави надворешна евалуација. И 100 пати реков, не се евалуираат актерите во образовниот процес, се евалуира образовниот процес во целина. И не се наоѓаат грешките кај еден актер, туку во целиот образовен процес. И како што рече еден од колегите, тоа е долгорочен процес на подобрување на образованието. Но за жал вие бевте толку храбри и ефикасни, што за 8,5 години и така си беше во надолна линија образованието, да бидеме искрени и реални, во сите декади назад, вие го бутнавте на нулто, на минус ниво. И сега студентите се, и како вие тоа мислите да измерите по една димензија, положил, не положен испит, дали имате квалитетно образование. Уште да влегувате внатре, интерно во факултетите и да велите, ки има по 5 прашања, па толку тешки прашања, толку лесни прашања. Пове смешно, бре, да го преведете на англиски, да го ставите на Министерството за образование, да ви виси пола Европа ќе ви се смее, како што веќе ви се смее. Како што веќе ви се смее. Видовте за време на студентските протести, од колку земји се јавија луѓе образовани, многу повеќе од вас, кои што кроите тука образование, да кажат дека ова е смешен концепт, дека ова не е ни концепт. Како тоа замислувате државата да прави државен испит? Државен испит се знае што е. Тоа е за правници, завршени, кои што треба во државна служба специфична да влезат, адвокати. Државен испит имаат доктори, државен испит имаат фармацевти, државен испит имаат и лиценци учители. Тоа се така наречени регулирани професии. За последните на цел ден овде не измислувавте топла вода, работи што априори сите ги знаеме дека студиите на учителите мораат да траат 4 години, бидејќи секаде траат 4 години. Затоа не се ни осети побудена да дискутирам за тоа. Значи, тотално едно незнаење на едно министерство, на една влада, се преточува и го унаказува нашето образование.
нашето образование. Колку за јавните дебати, што ги спомна овде министерот, еден податок. Денес со писмо побара да учествуваат во нашата расправа еминентни професори и членови на студентскиот пленум. Бе одбиен. Зошто? Вие страв да се соочите, аргументите да ги соочите со нив. Зошто ако сте извршиле консултации? Не, драги мои, вашите консултации биле, еве колку сте добиле вие консензус. Ако сте добиле консензус, зашто ќе апсите декани до 3 години затвор? Па тие, значи, овде ќе аплаудираа денес, ќе ви велеа браво, одите понатаму, истакнувајте се уште повеќе со вашата храброст. Не, вие не сте храбри, ги откачивте, ги одбивте денес да не бидат овде присутни меѓу нас. Замислите студентите и студентскиот пленум. Немаат право студентите да бидат овде на комисија собраниска за образование. Не ви паѓа на памет да отворите јавна расправа. За колку прашања отвори вратите ги отвори ова собрание, но за тектонска реформа во нашето високо образование, од кој што на вистина и суштински зависи обстанокот, економијата на оваа држава, ние не можеме да се соочиме со студентите. Но знаете, јас би можела додам и внатре да ви покажам колкава неписменост и незнаење вградена во овој закон, и еве за кратко време ќе ви го одземам и тоа внимание, па ќе си дозволам уште во првиот член да ви кажам дека забранувате пак на основа на паушални, на никакви критериуми, да држат трет циклус студии, докторски студии, сите, освен првите 5 рангирани на што? На која листа? На Шангајска листа? Шангајска листа има Македонија. Постои за Македонија Шангајска листа, на кое место е Македонија на Шангајската листа? За првите 5. Сега, нека се запише министерот дека докторски студии се наука, не се предавања. Тоа не е прв, втор циклус, не е осмолетка, не е образование. Е наука. Еве да ги земам и тие 5 што смеат да направат докторски студии. Тие се УКИМ, тие се Гоце Делчев, замислите најмладиот, еден од најмладите универзитети, тоа е Југоисточна Европа, тоа е Апостол Павле, што нема професори, и тоа е Битола. Се тие се 5. Ако тргнеме по графата каде што оценети се овие универзитети, точно по ставката наука, бидејќи овде се зборува во член 1 за дозвола за отварање на докторски студии. Значи, докторски студии не се отвараат за ништо друго, освен за наука. Според тоа, еве и во оваа наказна листа, измислена листа, со измислени показатели, првите 5 ви се овие што ги прочитав. Апостол Павле има 36,1 од можни 100, колку што му е дадено на УКИМ, а над Апостол Павле има уште 4 други универзитети со појак портфолио научен. Зошто тие се отстранети? Знаете зошто? Затоа што нема некој во Министерството да знае дека наука се докторски студии, дека не се играње и пеење. И ги оценува според 300 други критериуми, ама не по наука. Ако е по наука, треба да бидат внесени други 4 универзитети, а не Апостол Павле. И така натаму, и така натаму. Понатаму. Државниот испит за студентите го реализира Одборот за акредитација и евалуација, па почнувате после 2 година, после 4, па ќе полагат во крај на февруари, април, август и ноември. Прво, декларирам јасно и гласно, како што и целата академска заедница, која што пишуваше писма, како 10.000 студенти што ви го кажа од улица и денес ќе ви го кажат уште погласно, како сите нив ви кажувам дека вие не смеете да правите државен испит. Можат дебати да прават универзитетите, можете вие да инициирате дебати, можат универзитетите, ако ве сметаат за подобар од нив, и да ве поканат на тие дебати, зошто да не присуствувате, но не смеете вие да им правите државен испит на универзитетите. Ова не е осмолетка, не е гимназија. Во февруари, април, август и ноември, освен во август, во сите тие месеци, студентите имаат по паметна работа, односно да одат на предавања.
Претходно имаат испитни сесии, а не до 101 и назад да ви ја полнат касата, ќе ви полагаат испит со 5 прашања, па 3 биле потешки, па 2 биле полесни. И вие што ги терате цел факултет наново да го положат? Не им верувате на факултетите на сите ливади. Па ние знаеме дека се неквалитетни, вие ги направивте такви. Нравоучението за системски грешки има системски одговор. Нема плукни залепи одговори. Па уште полагањето се снима во живо. Баш би сакала еден министер да полага кај мене денес и во живо да му го снимиме одговорот. Ама снимени сте во живо. Снимени сте во живо. Еве ги сите овие овдека што седат горе ве снимаат во живо. И оваа комисија, ако не во живо, во мртво попладне ќе оди. Ке снимат колку вие знаете да објасните ова што го браните. Ја не ви завидувам, пазите, не би сакала да сум во ваша кожа. Оние што ви кажуваат што е добро, што е лошо, тие ја утнале работава до даска. Па понатаму, членовите пазите, на одборот за акредитација дебело платени, како што ни еден функционер нема, по 90.000 денари плата на тие кои што до вчера не направија ниту една надворешна евалуација. Кој факултет се принуди да направи и внатрешна евалуација? Значи една комплетна комоција од Министерството, пуштени факултетите што сакаат да знаат, но вие аутпутите морате да ги мерите, не преку студентите, преку институциите. Требаше да ги принудите да си прават надворешна евалуација, имате право да ги гледате резултатите од надворешната евалуација и од внатрешната имате право да ги гледате. Сега, тие, остајте што се дебело платени, туку двајца и тие ќе дежураат на испитите, сега пазите, едно дебело платена господа ќе трчаат во еден месец по сите можни факултети и по сите студиски програми, па тие не знам, со сухој да летаат не можат да стигнат. Ке има и двајца наставници, странски државјани од редот на 500 највисоко рангирани, тие кои јазик ќе озборуваат, што ќе испитуваат тие, зашо ќе бидат, ќе плашат некого таму. Уопште многу ве бендису овој збор Шангајска листа, што уопште не знаете што е. Шангај, универзитетот во Шангај, односно Кина, заостанувајќи во науката зад западноевропските факултети и поготово зад американските факултети, а давајќи многу пари за наука, реши да ја воспостави оваа листа као критериум за себе. Понатаму се прошири да сите гледаат тука, но таа се заснова исклучиво на наука, таа број Нобеловци. Која Црна Македонија бре на Шангајска листа? Како воопшто смеете да ја спомнувате? Тие од Шангај дојдо по наши критериуми што им ги диктира Министерството да направат по нарачка, еве ваква листа која што денес има овде. И во секој закон имате Шангај, во секој, во претходните не сакав да реагирам. Те еднаш ви се 500, те еднаш ви се 50 од Шангајската листа. За учителите имавте првите 50. Без да знаете дека на првите 50, 2 до 3 универзитети се од Европа, сите други се од Америка. Од Америка ќе ви доаѓаат за Академијата на наставници. Не сакам до толку да ја засмејувам јавноста. Понатаму, го рушите болонскиот процес. Мирно, тивко, не знаејќи уопште ни што е болонски процес. Па вие не знаевте да го имплементирате, затоа и паѓа сега. Вие не го употребувавте болонскиот процес, вие дозволивте да се злоупотребува болонскиот процес. Понатаму, како големо откритие, ни кажувате треба да има усвен и писмен испит. Па не сум пуштила студент никош без усвен испит. Па на сите солидни факултети ги има усвените испити, вие тоа не морате да им го кажувате на солидните наставници, но на оние што сте им дозволиле место пеење да држат математика, на тие треба, бога ми, многу повеќе да им кажете. Им кажуват. Волку прашања, 1 со заокружување, 3 со измотавање, 4 со допишување, 5 со препишување, тоа ви е задачата. Тоа ни едно Министерство свет не се занимава со тие работи. Не смеете вие да бидете сега наеднаш некомпатибилни со Европа. Наеднаш кај нас магистарот ќе има 360 кредити. Па вие ако сметате дека неквалитетот е во бројот на години на студирање, што имате право да го сметате, ако тоа ви го кажала академската заедница, инаку вие немате ни на тоа право,
Значи, ако академската заедница на регуларните ваши состаноци и дебати изразила сомневање кон концептот 3+2 и рекла да, подобар е системот 4+2, во тој случај нема зашто и бројот на кредити да им го зголемувате. Тоа е основно незнаење, основно незнаење. Па вие зголемете им 4 години, ама не давайте. Цела Европа има со 360 се доктори на науки. Кај нас ја со 360 магистри. Супер, ќе се покачи квалитетот на нашето образование. Никогаш со вакво незнаење. Никогаш. Устна и писмена проверка. Понатаму имате уште поегзотични работи, ако имаат трпение да ме слушаат новинарите. Вели, оние деца што завршиле надвор, ќе треба да им се нострифицира дипломата. Дали се додипломци, значи завршени инженери, лекари, не знам што ќе бидат, економисти и така натаму, и магистри исто така, ќе треба да нострифицираат овде дипломи, ама претходно мораат да положат државен испит, иначе нема да им се нострифицира дипломата. Сега, за овие нашиве овде, втора и четврта година незавршени, нов дизајн, пакет дизајн, тука не се дефинирани, гледам нешто му фали на овој закон, ги немате прашањата баш дефинирано, со колку прашања они ќе одговараат, кои ќе бидат потешки, кои ќе бидат полесни, пошто професорите не си ја знаат работата, и велите нема да може, значи да, а понатаму, по исклучок, значи нема да се бара еквиваленција, ќе им се нострифицира по дефиниција на тие деца што завршиле, положиле во ОЕЦД земите. Сега веќе Шангај го буткаме на страна, не ни е важен, не се важни универзитетите, сега ОЕЦД. Знае некој овдека што е ОЕЦД како организација? Наградно прашање за државен испит. Што е ОЕЦД? Знае некој? Представниците на Министерството би ги молела да ми одговорат. Каква организација ОЕЦД? Сега, мене све на час. Професорке, сега јас ќе ви разбирам објаснам. поривот, Сега јас ќе ви објаснам. не сте на час, на Моля, вистина. не ме прекинувајте. Не сте на час. Сега јас ќе ви објаснам, еве не сум на час. Ајде како професор објаснете. ОЕЦД се 34 земји, ве молам, меѓу кои? Мексико, Кореја, Исланд. Колку наши деца студираат во Мексико, Кореја, Исланд и Чиле, такви. Сега, ја нема, да речеме, Хрватска, во која што студираат на свеучилиштето во Загреб, ја таму сум магистрирала, тоа е една врвна институција. Ја нема Русија, со која што нели цело време сме ни се свртите. Па Русија, замислете за математика, најака земја за математика. Еве за кој што ќе дававте награди. Најака. Човек што има од Русија тапија за математика, во Америка добива веднаш работа. Ја нема Бугарија, Свети Климент Охридски, еден врвен јак институт. Не зборувам за разни други, но го нема. Каде што еден куп наши деца студира. Ја нема Македонија, бре. Македонија не е ОЕЦД земја. Ние бараме од ОЕЦД земји ке признаваме дипломи, а ја нема Македонија во ОЕЦД. Кој незнаење и произволности се овде вградени. И воопшто денес не се чувствував многу, да ви кажам право, се мислев долго како да го конципирам ова нешто што го сметам многу скандалозно, што го сметам за неуставно, и сметам дека мојот глас не е ни толку важен. Гласот ке си го чуете во 2 сат на оние денес кои што ни даваат барем искра надеж. Ниту една политичка партија не ми даде искра надеж, да бидам искрена. Ниту еден не заробија, не уништија. Оние што денес во 2 сат ке се соберат, вклучително и моите студенти, тие ми даваат искра надеж. Тие се автентични, тие се натетнички, тие не се политикански. Тоа е една исконска желба да се каже не на ваквото силување, на ваквото мешање дрско и кршење на уставот. Тие студенти денес настапуваат под мотото слободните
Сакаме земја на слободни луѓе, не на збирштина на подлизгурковци, на безарбетници. Тие не се безарбетници. Тие не стануваат само да фалат. Тие ке кажат и кога нешто не чини, бидејќи ова е нивна земја. Не е само ваша земја. Можете да се убиете од фалење. Немате поддршка. Бегате од студенти, бегате од професори. Еве, денес на комисијата избегнавте да се соочите со една шака професори и студенти. Што ке прават тие? Гумени куршуми ке носеа? Не, вие ке ги донесите гумените куршуми во следниот закон. Што ќе направат и освен со една